Добро вечер назад во студио 1, отворено студио на 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски. Го приведуваме до крај овој понеделнички ден. Утре со вас ќе биде колегата Чомовски. Сигурен сум дека ќе има исто така интересни гости, интересни дебати, а веројатно и отворени телефони, бидејќи Чомовски љуби да разговара и со публиката, а и таа него сака да го повикува на телефон па да расправаат разни општествено-политички теми. Денешниот ден ќе го завршиме со разговор со господинот Владо Бучковски. За него нема потреба од преголеми представувања, бившиот премиер и професор на правен факултет, мислам дека ова, професоре, ви е прво гостување на НТВ од како сме отворени. Прво, деби на премиера. Добро, ве гледам во изминатите месеци, по неколку наврати излегувавте со поддршка за Преспанскиот договор, за целиот тој процес и така натаму, и бевте еден од оние кои што не се либевте да јасно ги кажете своите ставови кои се тоа. Очекувавте ли дека ова вака ќе привршува и дека на крајот целиот процес реално има најголеми шанси да успее, бидејќи оваа недела се очекува таа работа да се заврши во Атина? Ве прашам и како бивши премиер, бидејќи сте били на тој ражен каде што сте се печеле на овие теми и во своето политичко време. Ордановски, јас мислам дека секој кој во изминатите 27 години бил дел од овој процес има должност пред се кон Македонија, кон граѓаните на нашата држава, да даде свој придонес со коментар, со критика, со евентуални забелешки на она што го видовме дека се случуваше од минатиот јануари па се до постигнувањето на договорот. Ако добро се сеќавам, за некој ден ќе се наврши една година од првата средба меѓу нашиот премиер и премиерот Ципрас. Значи направија реално чудо. Затоа, уште на почетокот, јас бев поддржувач на напорите кои ги правеше нашиот преговарачки тим да се дојде до решение, затоа што знам, како што знаат многумина во Република Македонија, дека единствениот пат кој ги отвараше вратите за НАТО и Европската Унија е овој договор со Грција. Освен околностите кои што секако мора да се погодат, тоа значи околности кои не зависат само од нас, туку се геополитика, геостратегија, така. Значи, колку се важни и личностите во тоа? Исклучително се важни. Значи јас тврдам дека околностите, да речеме, од временска дистанца пред 13-14 години. Јас од другата страна го имав Караманлис, но нашата позиција беше далеку посилна. Станавме земја кандидат за членство во Европската Унија, миленици на Западот, единствен македонски премиер кој го примил американски председател со тој кредибилитет. Од другата страна, кога ќе седнеш и со грчкиот премиер, тој ги респектира дадените околности и вели, да речеме, на таа наша фамозна средба која е прераскажувана, никако не може да влезете во НАТО со вашето уставно име. Ако ја користите референцата, немаме проблем. А за Европска Унија ќе видиме. И кога тоа го знаете дека сме го имале како почетна позиција во 2005-та и кога ќе дојде 2018-та и кога ќе видите сериозен напор од наша страна и од другата страна сериозен соговорник како што е Ципрас, сериозна поддршка, има политичка цена која се плаќа. Има кој ќе ја плати, кој ќе го видите вчера за пенавен повтор на еден од грчките премиери Самарас, да беше комбинација Заев Самарас, никој пат не би имало договор. Да. Би имало договор веројатно ако не биде Ципрас во изминатите 15 години, веројатно комбинација некој социјалдемократ со Папандреу. Го гледам и сега како пратеник Папандреу е доследен на тоа што го говорил. Го поддржа договорот. Го поддржува. Иако се тие веќе многу мала сила на грчката политика. Така, за жал Пасок е збришан од политичката сцена. Значи затоа исклучително го ценам напорот кој го направи нашиот преговарачки тим. Имам сериозни забелешки што се случуваше по договорот и тоа јавно сум говорел. Дека за мене беше преголем луксус да се оди на референдум, кога од друга страна ВМРО ДПМН, кој се залагаше од 2010-та да има референдум за ова прашање, вели ние да размислиме, пак ќе видиме. И на крајот го бойкотира и се изложи на непотребен луксус Заев, владата,
коалицијата која поддржуваше целата оваа операција, на крајот дојдовме до контраверзии на начинот на кој се обезбеди двотретинското мнозинство и таа цена, јас пред неколку недели јавно говорев на тоа, Заев ќе плати на председателските избори, на идните парламентарни, предвремени, редовни избори и мислам дека тоа Заев го калкулираше кога влезе во оваа операција. Ќе дојдеме и до тоа. Вие плативте своевремено цена за еден сличен, прилично крупен проект, а тоа беше територијалната реорганизација на Македонија. Биѓи тогаш хистериите беа многу големи и тогаш вие и вашата екипа, не мислам само вие и така натаму, во тие години. И тогаш беа тензиите, и тогаш беа патриотизмите, и тогаш беа емоциите високо подигнати и така натаму. Каква е таа цена што се плаќа? Што значи тоа за наредни? наредни? Тоа искуство, да речеме, СДСМ плати таа цена. Јас ќе ја платев цената, беше загрозен мојот живот. Значи, струшките настани како министер за одбрана во момент кога премиер Костов имаме преоден период по заминувањето на Црвенковски, откако стана председател на државата, имавме раководство, јас, Митрова и Шекеринска, значи немаме председател, имаме колективно раководство и имаме повторно, како што на моменти забележав и кога беше пред да заврши преговарачкиот процес. СДСМ како да го стави на ветромети на преговарачкиот тим без сериозна поддршка. Така беше и за територијалната организација. На крајот воскресна национализмот, заборавија преку ноќ граѓаните на Република Македонија дека тој ВМРО ДПМН во 2002 беше катастрофално поразен, но со 300.000 гласови колку што го испратија во опозиција ВМРО ДПМН во 2002 со истиот тој контингент гласови го донесоа затоа што разочарувањето од начинот на кој владееше СДСМ, веројатно беа преголеми очекувањата, не се ценеше доволно што беше донесен мирот, што беше Македонија како да промовирана. опишувате денешната ситуација? Затоа ова го говорам како некои работи да се повторуваат. Стана Македонија лидер во југоисточна Европа. Сите говореа за чудото на овој дел од Европа, како може да функционира едно па потоа следуваше и кандидатскиот статус, кандидатскиот статус како награда за сето тоа. Беа отворени вратите кон НАТО, значи ние бевме неколку чекори пред Албанија и Хрватска, за да на крајот со промената на власта направиме од готова вересија. Јас затоа кога говорам од врз основа на тоа искуство, многу работи можат да се повторат во Република Македонија ако владеачката гарнитура не направи сериозна анализа што во овие моменти треба да се прави по евентуалната ратификација на договорот во Грција. И тоа ќе го поразговараме. Ме интересира еден друг феномен, бидејќи се сепак долго време во тоа СДСМ, сте биле, се разбира, на врвните функции и така натаму. Еден впечаток, бидејќи јас ги следам долго од основањето, веројатно сите тие настави и така натаму. И еден впечаток дека СДСМ кога е на власт не покажува доволна мобилизација за ефикасно владење, во позитивна смисла ефикасно. Дека ВМРО секогаш има повеќе, поголема мобилизација, па и дисциплина, па и, како да кажем, тоа на крајот може да се претвори во нешто друго, како што беше со последните години на владењето на Груевски. Мислите ли, прво, ми се чини дека и тоа и сега се случува во СДСМ, дека имате една турбо раководство кое се обидува да артикулира, да биде секаде за се, секој ден на нешто и така натаму, но дека има една сива маса партиска која што од некакви, не знам какви причини, никако да го даде својот максимум. Е нешто тоа од што боледува таа партија хронично или се тоа само акутни ситуации кои што можеби зависат од дадени историски моменти? Од различни аспекти, ако ги наблюдуваме случувањата сега во СДСМ, да речеме покажува неверојатно истрајност и ефикасност во решавањето на ова прашање кој реално малкумина верува дека може да се затвори за една година. Затоа симнуваме капа. Од друга страна, ако се гледа ефикасноста во функционирањето на тимот, според моја проценка, дел од тимот не може да го следи темпото кој го наметна председателот на владата и еден помал дел од владата. И таа дискрапанца е видлива. И мислам дека е свесен за тоа и Заев.
Градоначалнички нивоа исто така. Градоначалниците се па друга приказна. Мислам дека тие му се дополнителен товар на грбот на Заев и таа дополнително цена ќе треба да ја плати. Проблемот е на изборот на луѓето, имате лош кадровски Не, некаков... мислам дека кадровскиот потенцијал на СДСМ го надминува квалитетот на ова што денес го гледаме како постава. Тоа е моето мислење. Мислам дека тука има некои рецидиви од владењето на ВМРО ДПМН во изминатите 12 години. Кога наметна некој критериум кој гледам дека се обидуваше на некој од изборните циклуси за времето на владењето на Црвенковски да ги копира СДСМ. А тоа е колку си поанонимен, колку помалку те знаат, толку си по конкурентен или курентен да бидеш на некоја позиција. Како да бегаш и СДСМ од искуство и од препознатливи личности се обидуваше со помалку афирмирани личности во јавноста да ја условно речено добие поддршката од граѓаните кои мислам дека секогаш очекуваа од СДСМ многу повеќе отколку кадровската понуда на ВМРО ДПМН. Но имајќи во предвид дека долго беше најавувана некоја реконструкција или рекомпонирање, ако нема предвремени избори според мене известно е дека мора да дојде до промена во владиниот кабинет по председателските избори. Те гледав на Канал 5 пред известно време, мислам дека имавте пред 10 на 15, 20 дена се веќе. За нова година беше тоа, беше така, нешто сега беше и така. Таму одите со една пред се, би рекол со една прагматична теза. Таму и велите дека прагмата треба да победи во оваа, да кажем, компликувана политичка ситуација. Вие отворено се залагате за предвремени парламентарни избори, кој што би ги распишал СДСМ заедно со председателските. Можете малку да ми елаборирате на таа тема, зошто е тоа добро според вас? Мислам дека начинот на кој досега функционираше владата, посебно носењето на уставните измени, промоцијата сега на законот за употреба на езиците, доведе до разочарување на дели од гласачкото тело кој го поддржуваше СДСМ. Несомнено. И тоа мора да се калкулира. Моја проценка е дека ако продолжи овој тренд на разочарани поддржувачи на СДСМ, повторно СДСМ ќе влезе во онаа замка за која ви говорам од 2006-та. Ќе се зголемува бројот на разочараните, ти никогаш нема да гласат за ВМРО ДПМН. Но повторно ќе го направат курентен ВМРО ДПМН, каде што е јасно дека и денеска кај македонското гласачко тело ВМРО ДПМН и СДСМ е статистичка грешка која е во преднос. Поддршката на нашите сограѓани албанци, припадници на другите етнички заедници го прави СДСМ да биде во овој момент фаворит на идните парламентарни избори или председателски избори. Но таа поддршка, ако имаме во предвид дека од денеска до редовниот термин за изборите, тие треба да бидат до 2020, да не заборавиме, изборите беа во декември 2016. Да. Настрана што украде 6 месеци од мандатот Ѓорѓи Иванов со против уставното толкување дека некој треба да даде гаранции, влезе во таа операција која реално беше и предуслов да дојде до 27 април. Јас кога правам сериозна анализа и кога барам и оправдување зошто имаше амнестија за делот насилниците или оние кои не употребија насилство, но беа учесници во немилите настани од 27 април, се залагам и постојано ќе ја подсетувам власта дека и должи на македонската јавност, но должи и на меѓународната јавност која даде силна поддршка нова владина коалиција да ги најде организаторите и инспираторите на сето она што се случуваше. Вие инаку тврдите дека таму имало наивни луѓе кои што заради некакви имало, не се сите овие наивни што беа амнестирани. Да. Значи јас тука и говорам гледајќи прагматично да дојде во судир принципот на владење на правото со тоа што беше во дадениот момент излезе контроверзно сето тоа со некаква повисока цел се разбира, таа повисока цел. Таа повисока цел. Другата варијанта беше да замижиме дека тргна во целата оваа операција заев со 49 пратеника, да не заборавиме. Тоа што он го вели, вие не ме прашате никако. Да се вратиме на предвремените парламентарни избори. Изборите ќе бидат, значи, есента 2020. Ја прифатија повторно
понај договор од минатата година, Заев и Мицковски варијантата за пржинска влада, техничка влада 100 дена однапред. Тоа значи дека во мај 2020 ќе имаме техничка влада. Значи ние во јануари 2020 ќе влеземе во изборна година. Сите ние знаеме што значи влезот во изборна година. Нема ни Р од реформи, сите мислат на листите, сите мислат на изборите. Значи, ако завршат претседателските избори првата недела во мај, значи останува 7 месеци да се одработи дел од економските реформи, да се подобри имиџот на оваа влада, или максимално не повеќе од 12 месеци. Сака да кажете за СДСМ нема кост-бенефит анализа за која би можеле да... Јас мислам дека е невозможно да се зголеми рейтингот за 12 месеци, може само да падне рейтингот и да се даде шанса на ВМРО ДПМН, ако е мудар, да не прави вакви екскурзии, зашто мислам дека нивните пресконференции кои ги имаат дневно 2 или 3 се контрапродуктивни, го намалуваат рейтингот или го цементираат, ништо да не зборат недела две, мислам дека ќе имаат поголем рейтинг. Тоа е моето мислење, затоа што очигледно со тоа што влегува во офсайт, не препознавајќи колку е битно да го поддржат преспанскиот договор и колку е важно да имаме национален консензус, тоа ќе беше добро за државата, но кога ќе видиме што се случува во една Грција, веројатно тоа говори дека ова што го имаме како компромис недоволно го цениме во овој момент. Господине Вучковски, сепак е разликата со Грција голема, бидејќи во Грција тоа е само едно прашање, проблемот на Македонија и така натаму, кај нас е прашањето на големата перспектива за државата. Тоа не е едно прашање на однос со Грција. Кај нас е прашање за еднината, кај нив е прашање кој ќе биде со поголем рейтинг за 2-3% нивните. Да, како избори. проценувате дека ВМРО не можеше да процени таа ситуација и да остане практично на другата страна на улицата покрај ваков магистрален историски процес кој што им се одвива пред? Јас не верував дека ова може да го направи ВМРО ДПМН, да направи ваква кардинална грешка. Верував во капацитетот дека доаѓа четврта генерација. Мислев реално дека оваа генерација ќе стои на принципите. Четврта генерација кадри во партијата. Во партијата, затоа што за војна вистината уште од првата генерација ВМРО ДПМН беше проевроатлантски ориентиран. И не мислев дека имаат друга волшебна формула во овие околности кога 12 години владеа и реално со нивната авантура околу антиквизацијата ги загрозија нашите позиции за кои говорев на почетокот од ова интервју. Како не успеа да се одлепат од тоа минато? Тоа ќе мора да го прашате Мицковски, неговите најблиски соработници. Јас Мицковски не го знам доволно, но дел од неговите подпредседатели имам исклучително позитивно мислење. Не можев да сватам како не може, ако е тој условно речено нов во големата политика, да не го посоветуваат и дел од оние кои генерално се нивни стратешки партнери. Ама и сите странци кои што дојдоа да се понудат со поддршка, не само внатре-партиските. Затоа и помина овој процес така со лузни, што долу. Мачно, наместо со славија. Многу мачно. Затоа мислам дека тој причина повеќе. Мислам дека овој парламентарен состав, сето ова, му е преголем товар и треба нова сила и во парламентот. Добро, да ве прашам, доколку сепак тоа не се случи, вашата проценка е дека претседателските избори не може да успеат сами по себе, заради прашањето на цензусот? Да. Проста ако не во математиката. првиот, во вториот круг. Да речеме, еуфоријата која се направи, значи еуфоријата за преспанскиот договор и референдумот е неспоредлива со претседателски избори. Имајќи во предвид каков имавме претседател последните 10 години и гледајќи каков е нашиот политички систем. Значи ние бираме претседател на непосредни избори, но тој има лимитирани можности. Се покажа дека и некои недоречености во уставот му дадоа нему поголема моќ од колку тој што ја има. Знам, професоре, ама гледате, бидејќи сте вие сепак експерти по тие прашања. Уставот е така направен да сепак претседателот за кого е предпоставка дека нема да го крши уставот и да прави злоупотреби, е сепак некаков баланс на извршната власт во по-софистицирани политички нивоа, значи меѓуетнички односи, меѓународна политика. Овој устав е правен сметајки и уставотворците и првиот парламент дека секој пат ќе го имаме Киро Глигоров за претседател и ќе имаме вистински татко на нацијата кој го немавме. И затоа од друга страна реално имаше сериозни анализи на многумина
аналитичари кои се блиски на ВМРО ДПМН, кои јавно излегоа со коментари на мојата изјава дека ако СДСМ после првиот круг на претседателските избори направи разлика од 100.000 гласови разлика, што според мене е многу реално. Да речеме, ако ја поддржале оваа коалиција за Европска Македонија приказната околу Преспанскиот договор 606.000, спорни биле 50, ги тргам 50.000, останале 550.000. И да се разочарале 100.000, 150 нека се разочараат. Значи, СДСМовскиот кандидат поддржан од ДУИ, ќе има меѓу 400 и 450.000 гласови во првиот изборен круг. Било кој кандидат на ВМРО ДПМН, реално, ВМРО има стандардно гласачко тело од 300.000, ако најде кандидат надпартиски, мислам затоа се во потрага по таков кандидат, може да привлече не повеќе од 50.000 гласови. Значи, ќе има разлика која ќе биде недостижна. Тогаш, бидејќи се истренира оваа машинерија, не помага тогаш и било каков притисок, многу е реално да имаме бојкот. Да имаме тивок бојкот и да не биде исполнет цензусот. Велат од владата, читам стратегијата од владата, и тоа го пресметале. Добро го пресметале, но ако тоа го пресметуваат, тоа значи промена на уставот, уште 100 дена видовме дека ни треба бирање на председател во парламентот, значи ќе ја потрошиме оваа година во една криза, уставна криза без председател. Во ред Талат Джафери ќе биде 3 пати подобар председател од Иванов, но тоа не го решава проблемот. Тоа не го решава проблемот. Така што се тоа кога ќе се стави на маса, врз основа на моето искуство, јас не го наметнувам својот став, нити некој побарал од мене да лобирам за ова, туку кога ќе ме прашаат, мислам врз основа на моето искуство, сум должен да кажам што јас мислам. А дали ова мислење ќе биде преовладувачко или ќе остане минорно, јас утре нема да студирам во град и ќе речам, ви реков ја, само вие не слушавте. Туку, мислам дека е добро за Македонија, за разлика од оние кои велат дека ќе потрошиме време. Не, јас мислам дека непотребно ќе влеземе во авантура, така многу повеќе ќе потрошиме време, имајќи во предвид дека Европската унија ќе биде преокупирана со своите избори. На заминување и Хани Могерини ќе дојдат нови, со новите ќе бидеме со нови сили. Мислам и парламентот ќе треба да научи, многу е потешко, а мислам дека тоа заев го може, да најдеш компромис со лидерот на опозицијата. Вакви 8 или 80 можеш да ги најдеш на најразлични начини. Гледаме, тоа го прави Ципрас, значи не е тоа измислица само на заев. Кога имаш мнозинство, ти треба поголемо мнозинство, имаш инструменти, алатки како да стигнеш до тоа. Но поздраво е за Македонија, кога сака да влезе во преговори, да ги отвори преговорите со Европската унија, власта и опозицијата, било кој да се, па дури да има голема коалиција, да научат дека некои работи треба да се направат за Македонија. Ама морам да ве потсетам и да ве вратам во 2006 година, бидејќи вие бевте веројатно тогаш наизненадениот човек од изборните резултати. И тогаш имавте проценки. Ова ве го кажувам затоа што потоа уследи владењето на Груевски 10 години. Сега, со оваа калкулација да не му се случи на заев, говорам од нивните аналитички перспективи, како тоа би изгледало. Во моментот, бидејќи опозицијата е сигурна дека ќе збрише да избори. Кога го добивме кандидатскиот статус во декември 2004-та, имавме сериозни анализи, покажува анализите дека ако ги направиме веднаш изборите ќе победи СДСМ и коалицијата со ДУИ. Ние тогаш, како сега што некој од меѓународната заедница вели чекајте реформите, иако имавме сериозни консултации со пратеничката група, со покојниот Љупчо Јордановски како спикер на парламентот, за да го распуштиме парламентот, но преовлада интересот дека треба да се дозавршат реформите. Тоаш ги имавме тие фамозни реформи на изборниот законник, па влеговме тука вешто не навлече ВМРО ДПМН, наместо куси, брзи договори, тоа траеше, една, две, три недели поминаа повеќе од потребното, една-две несакани ситуации и во јавноста се создаде впечаток дека чеке треба да му дадеме шанса, можеби нови технократот, овие ништо не направија во делот на економијата. Да, тогаш се сменија во ВМРО, се сменија дека ќе има вработен по еден од секој семејство, значи почна да се создава атмосфера плюс судирот во СДСМ. Нема таков ризик и денеска плюс судирот во СДСМ? Има. Вие мислите сепак дека вреди тој ризик да се превземе?
Па не гледам дека има ризик. Сите анкети покажуваат дека сега многу поедноставно ќе победи Тој заедно зборува, ама не сум сигурен само во колку анкетите. последна година. За една година многу вода ќе протече под камени од мост Вардар. Вардар ќе донесе можеби надојден Вардар како што велеше Мицковски. Така што јас велам, не ги знам и калкулациите кој на крајот ќе биде председателскиот кандидат. Сакам тоа да ве прашам, бидејќи како и да се развие оваа работа, ние сепак ќе влеземе во председателски избори. Како се бира председателски кандидат во СДСМ? Ќе има процедура која мислам дека е рак рана на нашите... Не, ја знаеме процедурата, ја знаеме. Политички како се бира? Политички, ја знаеме овие други ви конкурси да спишуваат. СДСМ до последните избори секогаш имал кандидати кои по дефиниција беа истакнати партиски челници. Кај Фрчковски се направи исклучок, но тој бил министер за внатрешни работи, министер за надворешни работи, не беше дел од раководството, но беше истакнат социјалдемократ. Да. Со Стево Пендаровски беше прв обид некој кој тврди до ден денеска дека не е социјалдемократ, но е поддржувач на тогашната опозиција да биде кандидат, имаше исклучително добар резултат. Значи, кажете ми, по вас, кој е профилот на кандидатот на председател на СДСМ? Профилот ме интересира, не име и презиме. Значи, еве ова што го говориме, што профил треба биде? Двајца кандидати за кои може да говориме, јас не бегам, и со име и презиме, се дел од раководството на СДСМ се едната варијанта, двајца од подпредседателите, другите тројца или четворица на Шекерински и на Спасовски. Исклучително силни кандидати. Чим Заев нема да биде кандидат, а мислам дека не треба да биде според моје мислење, затоа што СДСМ не треба да ја повтори грешката со Црвенковски. Јас до ден денеска тврдам дека Црвенковски ако не беше кандидат за председател, СДСМ имаше сериозни шанси да победи со другите кандидати, а тој да го истера мандатот до крај, ќе беше поинаква ситуацијата во СДСМ. Мислам дека таа лекција има научено Заев и не треба да биде председателски кандидат. Двајцата подпредседатели се сериозни кандидати и тројца или четворица кои не се партиски кадри, но кои можеби може да донесат повеќе гласови од оние кои не се само поддржувачи на СДСМ. Значи, тука е јавно веќе се говори за повеќе кандидати, почнувајќи од Димитров, преку Пендаровски, професор Денко Малевски, па и некои изненадување, некои дами кои се можеби блиски до опозицијата, а можеби се во последен момент некои од изненадувањата. Тие 5-6 имиња веројатно се вртат и во анкетите кои ги прави сега опозицијата. Влијае во последното и власта и опозицијата. Значи и опозицијата ги врти овие имиња и исто така и власта ги врти имињата на опозицијата, барајќи кандидати кои би можеле да го исполнат цензусот, мислам. Како прво едните другите тоа го гледаат. Второ, СДСМ ќе треба, мислам дека едноставно да се прифати принципот било кој кандидат што ќе предложи СДСМ, според мене за дуи ќе биде прифатлив, имајќи во предвид за кои говориме, да. За овие за кои говориме кандидати. Бидејќи Дуи не се покажува како лесен преговарачки партнер. Мислам дека во овие околности сега ќе биде може поинаку. Само цената да биде повисока ако не се согласуваат. Ќе мора нешто да се врати. Мислам дека сака да се дојде до еден принцип каде што за Република Македонија јас го имам својот став. Мислам дека како и да завршат овие избори, мора да се размислува председател да го бираме во парламент. Значи вие сте за тоа да се менува уставниот модел за бирање на председател и председателот да се бира. Но не тоа да биде испровоцирано од неуспешни председателски избори. Тоа за воиднина затоа што гледам да не биде принуда и уставна криза, туку да биде природен процес политички. Мислам дека во НАТО приказната ќе заврши оваа година. Веројатно може и до крајот на годината, најдоцна на почеток од година. Уште сега, ја слушам денеска министерот за одбрана Шекеринска говори, уште за неколку недели, ако заврши процесот на ратификација, Столтенберг мислам дека го има подготвено протоколот, ќе почне... На средината на февруари има голема министерска конференција во Брисел, каде што се очекува ќе биде промоцијата. За Европската унија, јуни е варијанта што може да ги почнеме да ги отвориме преговорите ако и по европските избори имаме атмосфера која ќе биде поволна за процесот на проширување. Значи може и ние да ги направиме реформите. Ама ќе следува извештај кој во април ќе треба веќе да се формулира. Тој ќе го прави старата комисија. Ќе го прави старата комисија, но до април мислам дека
2/3 од работите се завршени за реформите. ќе се знае, Значи нема дилеми дека сега го има мнозинството и двотретинско. Гледам и со оваа поддршка што даде ВМРО ДПМН за законот за спречување на корупцијата за новата комисија, дека ВМРО ДПМН сваќа дека треба да го поправи својот имидж. Останува отворено прашањето дали ВМРО ДПМН ќе прифати ако има предвремени избори, тогаш да нема 100 дена техничка влада, туку да биде 45 дена. Значи тоа е веројатно калкулирано во нивните барања, ако тоа нивно барање не беше блеф, затоа што таму не ми е јасно што се случува. На првиот митинг што го направи Мицковски во мај-јуни минатата година побара 9 месеци порано, која ќе има председателски избори, да има и вонредни парламентарни избори. Потоа ја смени плочата, збореше само за председателски избори, за пред 2 недели. Пред некој ден во исти ден имаат две различни изјави, Така што се зависи од СДСМ, но полесно е кога опозицијата бара избори, да тоа биде причина да калкулациите кои ги прави Централниот одбор, врвното раководство на СДСМ, да ја донесе одлуката која треба да биде во интерес не само на партијата. Ја мислам дека е во интерес и на државата да имаме и вонредни парламентарни избори, бидејќи околностите во изминатите 6 месеци го потроши овој парламент и мислам дека многу политичари ги потроши. Бидејќи сме на крај на разговорот, ја споделувам оваа перспектива за која сепак останува да се види уште тој процес како сепак ќе заврши во Атина, бидејќи секојаш се изненадувања можни, иако таму сите наговестувања се дека тоа без проблем ќе се спроведе. Реално, што очекувате, бидејќи сте биле на тие позиции? Што очекувате од нашето членство во НАТО? Бидејќи има разни фантазии кои се раскажуваат, но има и реалности кои не се раскажуваат. Што ќе значи тоа, па потоа и отварањето на преговорите? Говорам сега за јавноста, не говорам за политичките кариери на спроведувачите на тие процеси. Значи ние кои во Македонија уште на почетокот на политичкиот плурализам сме биле про-НАТО ориентирани и сме биле малцинство кои сме правеле сериозни напори и по кризата во 99-та, по она акција која имаше НАТО со бомбардирањето на Србија при Косовската криза, повторно да ги возобновиме вредностите на НАТО, многу ни е јасно дека НАТО не значи и чудо за Македонија. Нема преку ноќ, не е таа волшебната формула која ќе направи во Македонија тече мед и млеко. Но, од друга страна, е дополнителна гаранција за еднината на оваа држава, ги зголемува дефинитивно во очите на потенцијалните инвеститори кредибилитетот на државата. Реално тоа е предворието, членка која станала дел од НАТО, не сметајќи ја Турција. Јасно е дека добива ветер во грб и на патот кон Европската унија, бидејќи НАТО е војно-политички сојуз. Дел од политичките критериуми што ние ќе ги исполниме, не само во делот на постигнувањето договорот со Грција, туку и другите реформи исто така се вреднувани од НАТО како и од Европската унија. Ние реално имаме шанси. Хан на заминување тоа мисламе како поттик, можеме да ги стигнеме Србија и Црна Гора, затоа што реално имаме капацитет тоа да го направиме, имајќи во предвид дека од 2005 сме држава со статус кандидат за членство во Европската унија. Господин Бучковски, имате колоритна кариера за себе со разни пресврти и очекувани и неочекувани моменти. Вие завршивте со политичкиот ангажман во животот и амбициите или не сте се уште завршили? Јас мислам дека дадов многу за СДСМ и за Македонија кога бев на позицијата министер за одбрана и премиер на владата. Бев 5 години пратеник во собранието, остана недоречени некои проекти за кои веројатно пред време почнав јас да говорам и се радувам кога ќе видам дека десетина години подоцна, да речеме, се направи договорот со Бугарија, затоа што јас кога го споменав во 2006-та изгледа тоа беше прерано. Како и да е, јас сум посветен сега на мојот ангажман на универзитетот, но политиката знаете како е дел од мојот живот. Дел од овие кои се дел
од владеачката гардитура беа дел од моите соработници, сум придонел во создавањето на нивната кариера, сакам да ме прашаат од време на време што мислам, не секогаш тоа се случува, затоа ги користам овие прилики, оние кои не се јавиле да побараат совет или мислење од мене, на овој начин да им соопштам што јас мислам. Ако можам кратко да ве разберам, не сте завршили со политичката кариера. Времето ќе покаже, Ердановски. Времето ќе покаже. Разбира. Владо Вучковски, благодарам за овој седнадневен интересен и прилично динамичен разговор. А вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со Еден ТВ, бидејќи следуваат редовното издание на вестите, а потоа и некои други содржини кои што ги има подготвено нашата телевизија. Јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител. Утре со вас ќе биде Чомовски и целиот тим на Еден ТВ. Останете со нас.